Повелете со прашање. Каквата ситуација може да трае со месеци, што ќе преземете вие за да биде до одблокирање на законодателно? Согласно одредбите од деловникот, веќе поднесовме барање за избор на председател на собранието со поддршка од 20 пратеници. Дискусијата по оваа точка станува безпредметна, бидејќи комисијата и не мора да се избере, треба веднаш да се прејде на избор на председател на собранието. Ќе побарате веднаш да се прејде на избор на председател? Веќе поднесовме преку архивата барање денеска. Знаете, кажавме, очигледен е сработот од одговорност. Надвор од секоја логика, ВМРО-ДПМН побара мнозинство во комисијата, доби. Надвор од секоја пракса логика, ВМРО-ДПМН побара председател на таа комисија да биде Илија Димовски. И сега ВМРО-ДПМН го блокира изборот токму на Илија Димовски за председател на таа комисија. Со неделовничко однесување и реплицирање самите на себе. Тоа доволно зборува колкав е стравот и очајот во кој што се наоѓа Никола Груевски и криминалното раководство во обид да избегат од одговорноста која што неминовно им следи. Имате ли некој рок на кога ќе чекате ваквата ситуација да се... Кажавме, ние го имаме парламентарното мнозинство, нема да бидеме соучесници во уништувањето и разнебитувањето на Македонија и ќе ја превземеме одговорноста која што ја има едно парламентарно мнозинство. Имате ли план како ќе се справите со лансирањето евентуално на комисијата? Во Можело да биде во недоглед, бидејќи таму нема ограничување на дискусиите. Работата на комисијата е безпредметна, бидејќи веќе постои предлог од 20 пратеници за избор на председател на Вашиот кандидат за председател? Талат Џафери. Што значи дека парламентарното мнозинство не го пуши? Во наредните денови ќе бидете сведоци на... Ќе ги превзееме сите законски деловнички можности кои што ни стојат на располагање да ова неделовничко однесување на ВМРО-ДПМН прекине. Дали Талат Џафери е кандидат или не? Кажав дека 20 пратеници се подпишани, тоа е преку архивата, мислам дека службите ќе можете да видите кои се подпишани. Велјановски тогаш има обврска да ја свика таа седница? Каква е процедурата? Работата по комисијата стане безпредметна, бидејќи таа комисија нема никаква улога во овој момент во собранието, бидејќи во овој момент единствена улога на таа комисија беше на собранието да му предложи кандидат за председател на собранието. Бидејќи е безпредметна, нема потреба да се одлучи и да се дискутира понатаму по оваа точка. Не збориме за седмицата со 20 подписи. Седницата таа спаѓа под четврта точка на дневен ред избор на председател. Можеме согласно деловникот да избереме председател на собранието со поддршка од 20 пратеници. Колку има рок Велјановски да го свика собранието со тие 20 подписи? Седницата веќе е во тек. На ова како четврта точка. Ама еве се расправа сега па за комисија, што може да биде до него пред пајмите. Очигледно е дека комисијата е безпредметна и очигледно е дека дискусиите за избор на таа комисија, која што токму ВМРО-ДПМН ја побара и по бројност, и по состав, и по председател, се безпредметни. Бидејќи веќе имаме еден нов предлог согласно деловникот. Тоа е за вас безпредметно. ВМРО-ДПМН вели дека е демократско право да се разговара сите прашања. Како со тоа да се справи? Прашањето по кое што моментално се дискутира е прашање за состав на комисијата. Работата на комисијата е безпредметна, имајќи во предвид дека председателот на собранието може да се избере со поддршка од 20 пратеници без мислење на комисијата. Како ќе ја третата точка? Не ја прекинува тоа. ВМРО-ДПМН е должно да престане со ова неделовничко однесување и однесување кое што ја разнебитува Македонија. Ние, како парламентарно мнозинство, имаме одговорност да го прекинеме тоа разнебитување на оваа држава. Учествувате, ќе продолжите сега на седмицата на Значи, гледате дека се обидуваме да го доведеме ВМРО-ДПМН до абсурд. Гледате дека имаме флагрантно кршење на сите деловнички, парламентарни, обичајни норми, каде што се реплицираат самите на себе, за прашање кое што повеќе нема совршено никаква улога во изборот на председател на собранието. Вие барахте да нема прекинување на дебатите на пратеници. Сега гледате дека треба да се прекина. Значи, дебатираме за точка која што е небитна, дебатираме за точка, еве го Илија Димовски е тука позади, веројатно ќе си земе збор, сакаше да има мнозинство во комисијата, доби мнозинство, сакаше да биде председател,
доби председател. Прашајте го Илија Димовски зошто неговата пратеничка група одбива да го гласа за председател на таа комисија. Ние бевме спремни да учествуваме во работата на комисијата онака како што беше договорено на изминатите координации. Очигледно е дека целта е да се избегне одговорност за криминалите и да се блокира процесот во собранието. Бидејќи така одбраа, преминавме на вториот деловнички начин, а тоа е избор на председател. По таа точка може да дебатира секој пратеник онолку колку што сака. Незаконски, неделовнички е реплицирањето на пратеник од иста пратеничка група на собствен пратеник. Ама пак немате излез сега по конкретниот случај. Ќе свикате ли некоја координација, ќе се договорите ли? Или секој по свој ќе ги регулира едно, другото? Тоалет хартија, логиката на функционирањето на ВМРО ДПМН очигледно дека продолжува да важи. Во блиска иднина ќе мора да се соочат и да си ги забришат со таа тоалет хартија своите солзи. Да, продолжуваме со работа, со тоа што е безпредметна понатаму работата. Апелираме уште еднаш да престане ваквото грубо кршење на деловникот од страна на ВМРО ДПМН, да престане да се реплицираат, нека дебатира секој пратеник онолку колку што му следи согласно деловникот, немаме проблем со тоа. Иако, напоменувам, точката е безпредметна, бидејќи функцијата на формирање на комисијата беше да таа комисија достави до собранието предлог за избор на председател. Бидејќи веќе има предложен председател, бирањето на самата комисија е безпредметно.